Најпрво би сакал да изразам жалење за информациите кои се пласира во јавноста овие два дена во зоолошката градина. Работам повеќе од 12 години како самостоен зоонегувател и остро ги демантирам наводите во јавноста за моја дека сум некаков убиец на животни, како и лажните информации за наводните мои изјави. Со одлука за отстапување на стока од 11.7.2022 до правата за извршување на санкции КПУ Идризово според решение за отстапување од Агенцијата за управен имот број 092328/1 од 8.6.2022 и решение за отстапување на стока број 09/2022/7 од 31.5.2022 се отстапија вкупно 12 коњи од КПУ Идризово во зоолошката градина поради немање соодветни услови за чување на истите. Овие животни биле претходно запленети од дрвокраци, шверцери, наркотични средства и така натаму. Според важечката одлука на управниот одбор кој што ја носи во последните 20 на години, во оваа институција се врши така наречено економско искористување на животните, кој е консултација со стручните лица во зоолошката, се во состојба пред умирање болни со видливи неизлечиви рани, инфекции, крајно изнемоштени животни кои не можат да бидат рехабилитирани. Наспроти сите јавни пишувања на поединци, можам да истакнам дека ова не е прв случај, вакви случаи во минатото се бројни. Лично и јас сум учествувал во транспорт на неколку од нив. Крајно лицемерна е осудата која доаѓа кон мене од токму истите лица кои ова економско искористување го имат и самите правено, и тоа не само коњи, туку и останати животни, како например и жирафи и одредени други животни од самото стадо на зоолошката. За разлика од претходните години, сега над животните кои не можат да бидат спасени или боледуваат, се спроведува на вистина хуман третман на омамување, со што се врши хумано економско искористување. Може би во јавност овие теми не се популарни, но предмет на јавни набавки за месо кои ги споредуваат сите зоолошки градини во светот доаѓаат од здрави животни. Во Хамбург, Лјубљана, Загреб, Дрезден, Нимберг и многу други европски метрополи спроведуваат ваков хуман третман на болните животни кои се опасно со одумирање. Сакам изрично да одговорам на овие напади, никогаш нити сум имал намера, нити сум помислил да мачам, изнемоштвам и љубивам животни. Како зоонегувател сум посветил на 12 години од мојот живот во заштита на животните и нивното чување. Во претходниот период имавме добар пример, кај што го спасивме коњот од Дебармало, кој што беше во потешка, но излечлива состојба, успеавме да го рехабилитираме, социализираме и е прочистен од паразити со другите животни. Од самиот почеток на моето назначување наведе директор на зоолошката градина бев мета на разни напади, физички пресметки, закани, притисоци, обструкции како сечење на катанци и ослободување дел од животни. Ова што се случи и фамата која се крена во јавноста ги оценувам како злоупотреба на постапката за хуман третман која спроведува со години институцијата, а и вклучително секој директор на истата. Ова е директен атак против мене и моето работење кој резултираше со досега невидени позитивни ефекти за оваа институција. Ова е напад кој можеби е дополнителен политички притисок за моје обезвреднување. Морам да истакнам дека се запазени законските процедури во оваа постапка која не е нималку популарна, но која е одраз на правилно спроведување на заштита на животните. Јас мојата невиност ја докажам пред институциите и секогаш ќе имам неизмерна љубов кон сите животни. Кажате дека работите 12 години во оваа институција. Во 12 години на колку случаи се сеќавате да имало колење на животни во зоолошката? Тоа е пракса и многу голем број на случаи. Тука имате случаи на скршена нога, имате случаи каде што сме превземале од физички лица исто такви животни. Тука е преземано од државна институција со официјален документ, каде што може би има мал пропуст во процедурата, самиот затвор која пред да не ги предаде на нас, но сепак тоа е повеќе годишна пракса. Кажате дека и ова може да е политички мотивиран чин, вие бевте експресно разрешен. Сметате ли дека градоначалничката на град Скопје презема правилен потек или пак е избрзан? Видете, за секој поток, мислам самата градоначалничка се одлучува, тука не би можел да навлезам, јас сепак чувствував потреба дека треба да ја кажеме нашата страна и да ги изнесеме нашите факти, бидејќи се лиферува неколку неточни информации, слики, напади кои што се во секоја местна преработка, да кажем.